Интересно е да ја видите историјата на книгата на пророкот Еремија. И всушност и на самиот автор што е таму на Еремија. Веројатно сте ја читале, може би сега, може би некој пати, може би нешто сте прочитале, може би сте чуле проповед, може би сте го чуле и овој текст што денес ќе го зборуваме заради тоа што е познат, популарен и мислам дека е многу убав да се подсетиме на него. Ако ја имате онаа синодалната Библија во издание на Библиското друштво во Македонија од 2006 што е издадена, на почетокот на секоја глава, на секоја книга, има таму опис на книгата и кој и што е во самата книга, за авторот, за времето во кое е пишувано и така натаму, што е многу убаво да ви даде една позадина, да добиете идеја всушност зошто е тоа пишувано таму и како. И ако прочитате во нашиот македонски превод, вика вака: Еремија бил еден од малобројните јудејци кои му останале верни на Бога. Често пати бил во ситуација да биде сам против сите. Никој во негово време не сакал да е најасно што е право, а што криво. Имало лажни пророци, а Еремија страдал неправедно, па дури ни царот во тоа време не бил најасно што да прави и кој да слуша. И ова е многу интересно на времето во кое ти и јас се наоѓаме денеска. Никој од нас реално не знае кого да слуша некој пати, што да слуша, што да не слуша, барем од луѓето кои се околу нас. Секој ја гледа реалноста како што сака. И со Сузи денеска од Савајле зборувавме за тој неолиберализам, за начинот како луѓето гледаат на стварите. Практично секој сака да гледа на се околу себе си преку сликата или преку фокусот, ако сакате, преку леќата на, не знам, партијата, социјалната позиција, политиката, начинот во кој се наоѓа. Ќе си најдеме ние леќе, ќе си најдеме нешто и преку него ќе гледаме целата стварност и реалност. И некој пати нас како верни луѓе, како христијани не обвинуваат дека нашата реалност е многу тесна. Дека ние гледаме нешто што никој друг не го гледа и ние го гледаме. Сакам да ве предизвикам малку да размислувате на нешто денеска, што ќе може да ви помогне и ако разговарате со некој. Ја насловив темата "Сакам дома" или "Сакам дома да си одам". Зошто? Заради тоа што точно за тоа зборува целиот овој текст од книгата на Еремија што ќе го читаме денеска. И тоа е од 31 глава, 10 до 18 стих, можете да си ги најдете во Библиите, на мобилните телефони како сакате. И потоа 31 и 34 бидејќи е склоп. Она што е измеѓу има причина зошто го скокам сега, друг пат ќе го зборуваме. Ајде да го прочитам текстот па да видиме што ќе зборуваме. Вели вака: Оној што го расеја Израел, тој ќе го собере и ќе го пази како што го прави тоа пастирот со своето стадо. Зашто Господ ќе го откупи Јаков и ќе го избави од рацете на оној кој беше посилен од него, и тие ќе дојдат и ќе се радуваат на сионските височини и ќе се стрчаат кон добрата Господови, кон пченицата, кон виното и маслото, кон јагнињата и воловите, и душата нивна ќе им биде како градина напоена со вода. Мирна душичка ќе имаат. И веќе нема да се измачуваат. Тогаш девојката ќе се радува на оро, а и младите и старите заедно. И тагата нивна ќе се претвори во радост, ќе ги утешам и ќе ги зарадувам во нивната болка, и ќе ја нахранам душата на свештениците со мрснотија. И мојот народ ќе се насити со моите добра, вели Господ. Вака вели Господ, или така вели Господ: глас се слуша во Рама, пискот и горко плачење. Рахела плаче за децата своји, не сака да се утеши за нив зашто ги нема. Така вели Господ: задржете го гласот својот плачење. Некој превод викаат: престанете со плачење. И очите својот солзи, зашто за трудот твој има награда, вели Господ, и тие ќе се вратат од непријателската земја. И надеж има за твојата иднина, вели Господ, и твоите синови ќе се вратат во пределите своји. И 31 до 34: еве, настапуваат дни, вели Господ, и ќе склучам со домот Израелов и со домот на Јуда нов завет. Не онаков завет како што склучи со предците нивни во денот кога ги фатив за раце за да ги изведам од египетската земја. Тој мој завет тие го нарушија, иако остана во сојуз со нив, вели Господ. Но еве го заветот што ќе го склучам со домот Израелов по оние дни, вели Господ, ќе го вложам мојот закон внатре во нив и ќе го напишам во срцата нивни, па јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. И нема повеќе да учат еден друг, брат брата, и да зборуваат: запознајте го Господа, зашто сите тие од мал до голем сами ќе ме знаат, вели Господ, бидејќи ќе им ги простам беззаконијата нивни и за гревовите нивни нема веќе да се сеќавам. Долг текст е малку, ама ако има нешто за кое сакам да ви го привлечам вниманието денеска, она што сакам да го размислуваме денеска, е онај проблем што ни фали. Или што ти фали? Бидејќи фактот стои. Јас веќе сум на 55 години. Фактот стои дека не можам да се сетам во животот кога си имал нешто совршено, а да не ти зафали нешто. Ќе бидеш
во прекрасно друштво, ќе купиш нешто најубаво, ќе купиш нешто најново, некој ќе ти го гребне, ќе ти го чукне. Ќе купиш нешто што си сакал и кажеш, ама да беше тоа, можда ќе беше поубаво. Никогаш, ама баш никогаш до сега, погледнете се во себе си, не верувам дека можете да кажете, ова нешто што го добив беше совршено. Сопруг, сопруги, долго време сме во брак, ќе речеш, таа е најубавата, најдобрата за мене, нема друга за цел свет. Сум се ветил, нели, додека смртта не раздели. Супер, ама си ногиме грешки. И пак, другиот не може да ти даде се што ти треба. Тоа е реалност. За вас што не сте во брак, тоа е реалност, ќе се соочите со неа еден убав ден. Сакате или не? Личноста за која сте во брак не е совршена. Како и вие што не сте совршени. И стално има нешто што ни фали. Стално човекот чувствува нешто што не му е доволно. Ќе отидете на одмор, секој е супер, ќе ви донесат погрешна салата, ќе ви стане криво. Супер беше ручекот, ама тоа не чинеше. Ама не, така е, тоа е реалност на ситуацијата. Зошто? Затоа што во срцето на секој човек, така викаме, така зборуваме цело време, има една празнина што не ја полни ништо од овој свет. За неја сакам да зборувам малку повеќе денеска. Во времето, некој од вас тука што се повозрастните како мене, па и постари, ќе се сетите дека учевме марксизам и самоуправување. И во марксизмот и во самоуправувањето имаше еден концепт, еден филозофски концепт кој на разни начини се кажува денеска, ама го беше, се нарекуваше отуѓеност. Дека човекот е отуѓен од својата околина. Дека се чувствува како се нешто да му фали, ама да не кажеме ни фали, нели, не сме да ни фали, се си имаме ние, мора да биде отуѓување. Дефиницијата беше дека луѓето се социјално отуѓени од аспект на нивната човечка природа, како последица од живење во општество на раслоени социјални класи. Со други зборови, јас се чувствувам неисполнет, бидејќи работам за газда. Јас се чувствувам неисполнет, бидејќи јас работам за некој друг, тој некој мене ми дава пари, ама никогаш не ми дава колку што сакам, јас не можам да решам што ќе правам со мене, со моето време, и се јавува отуѓување. Имам, ама немам. Она што на секој тинејџер му се јавува, кој ќе рече, јас сакам да правам тоа, а родителите му викаат, не може. И вика, зошто јас не можам да имам се мене што ми треба и се она јас што го сакам. Со други зборови, јас сум работник, ама друг е мој газда. И идејата во нашето бивше време, ќе се сетат тие постарите, беше ќе воведеме, се сеќавате како беше зборот? Самоуправување. Ете така. Ќе воведеме самоуправување, кога сите луѓе сами во фирмата ќе се управуваат самите себе си, и така се што ќе заработат, ќе си делат меѓу себе, ќе биде супер, и знаете како заврши тој експеримент. Многу добро знаете како заврши. Некој со самоуправување си се само натрупа, а некој со самоуправување останаа без ништо, без работа, без се. Оти, нели, секој сам се управуваше, кој можеше се управуваше на кај себе. Тука. Малку упросто, ама тоа е идејата. Еремија во денешниот текст зборува за луѓе кои се сега веќе условно речено емигранти, бегалци, избркани се од сопствената земја. Далеку се од дома, тргнати се веќе, они се во робство на страна, и сега им зборува, вика, вие сте во Вавилон и ева е вашата ситуација. Ама како и на многу други места во Библијата, кога читате текст за тоа време, а потоа истиот важи и за нас денес, верувам дека ова исто зборува и за нас. И првото нешто што е многу важно и прашање за мене е зошто ние всушност сакаме да се вратиме дома? Зошто Израел сакаше да се врати од Вавилон во Јерусалим? Зошто човек кога патува не вика јас сум таму дома, туку вика моето дома е негде на друго место? Ај размислете, зошто сакаме дома? Израел е во робство, однесени се, Ерусалим е уништен. Забележете, Ерусалим, ако читате историски, е уништен, упропастен. Ерусалим го нема. Ако се вратат назад дома, ако ги вратат, таму е лудница, хаос. Прочитате што се случува кога се вратија во Езра, во Неемија, како изгледаше сето таму. Лудница. Ама они сакаат да си одат дома. И 10 и 11 стих вика, оној што го расеа Израел, значи Господ, тој ќе го собере, ќе го пази како што го прави пастор од своето стадо, оти Господ ќе го откупи Јаков. Вели тука и ќе го избави од рацете на оној кој беше посилен од него. И ќе се вратат дома и тоа се случи. Факт е, се вратија од Вавилон, се вратија дома, почна со држава, после Пагира Стурија се сеќавате, 1948 година Израел доби држава. И сите што веруваат, сите што зборуваат нели за да читаат Библијата и последното време, викаат почетокот, на крајот почна со тоа што Израел доби своја држава. Се вратија назад после толку години, повторно се држава тука. Ама тоа не е се.
Знаете зашто? Ако тоа беше се, тогаш пророштвата не се исполни. Бидејќи, кога ги читате пророштвата за враќањето, сакам да ви спомнам само неколку, многу се шокантни и неверојатни, дури и невозможни, јас ќе кажам, верували или не. Ево го што вика таму човек, во Езекил. Ќе ви дадам ново срце и нов дух ќе ви дадам. Ќе го земам вашето тело, од вашето тело каменот и ќе ви дадам срце од месо. Тоа значи дека човекот ќе стане човек како што Бог сакаше тој да биде. Одете денес во Израел, не е така. Ако не сте били во Израел, ако имате шанса да одите, да ви кажам, Израел не е духовна земја. Израел не е рај на небото, на земјата. Израел е место со многу проблеми, многу политички, економски, било какви сакате проблеми. Има многу голем распад, има голем разврат, има многу лоши работи. Израел, Тел Авив е еден од ретките градови во светот кој уште од пред 20 на години правеше геј паради. Во Израел. Како може? Може. Затоа што не секој евреин е Христос. Да не се лажем. И Израел, со се сите политичари, со се сите внатре, да не ги правиме леле Израел света земја. Да, Библија, библиска земја, ама света земја, дека таму нема греф и тоа, да не се лажете ич. Не е така. Не верувате? Пробајте, ќе видите. Ова не се исполни. Израелците се уште се најмал број луѓе кои веруваат во Христос, како во Спасител. Не се исполни. Понатаму во Езекил вика, тогаш ќе рече, оваа запустена земја стана како едемската градина и запустените и разорени градови се зацврстија и се населија. Ова до негде се исполни. Кибуците во Израел денеска ќе отидете во сред пустиња, оаза, фантастично, вода на сите страни, убави. Леле ќе речете што прави. Кога бевме таму ни покажа во еден кибуц колку беше околу 4 килограми една слива имаа произведена. Слива, црна слива. Значи, изобилно, се убаво, капка по капка они измислија и така натака. Се е тоа убаво. Ама гледате понатаму. Исаја, слушайте што вика. Вели, ќе се развесели пустињата и сувата земја и ненаселената земја ќе се зарадува и ќе растути како крин. Тогаш ќе им се отварат очите на слепите, ушите на глувите ќе се одзатнат. Тогаш куциот ќе скока како елен и јазикот на немиот ќе пее, зашто води ќе бликнат во пустињата и потоци во степите и жешкиот песок ќе се претвори во езеро, а жедната земја во водни извори. Живеалиштето на чакалот, каде што тие се одмарат, ќе стане место за трска и за рогозина. Со други зборови, се ќе стане плодно, зелено, убаво. Не е денес така. Не е. Реално не е така. Сега нешто некој лажи тука. Понатаму Исаја вика, волки и јагне ќе пасат заедно, а лавот ќе јаде слама како вол, а на змијата правот ќе биде храна, тие нема да причинуваат зло и штета по целата моја света гора, вели Господ. Тоа се уште не се случува. Ставете волки и јагне заедно да видите што ќе се случи. И лавот не си спие мирно покрај луѓето. Не си има случајно се тоа. И патем, едно од најшокантните пророштва кои ги гледав е ова следното. Погледнете и кажете ми што не чини тука по-човечки. Во оној ден Израел ќе биде трет со Египет и со Асирија. Благослов ќе има на земјата која Господ Саваот ќе ја благослови, велики, благословен да е мојот народ египтјаните, делото на рацете мои, асирците и наследството мое Израел. Што не чини тука? Кај беше Израел во робство? Во Египет, прво, така ли? После беше ли во Вавилон? Беше ли во Асирија? Беше. Па како може тие да се благословените народи од Господа? Ај размислете, нема логика ако вака погледаш. Ама Бог вика, во иднина ќе се случи тоа. 70 години од кога беа одведени во робство, Израел се врати назад, ама после па ги растурија 48 паде овие држава, ама овие основните работи не се завршени. Се уште ние читаме дека субсахарска Африка станува се посува и посува. Пустината се шири, нели? Го јаде, вика, обработливото земјиште. Една од причините за миграциите што се случуваат и така натаму. Ама волки и јагне не се дружат. Зошто беше важно Израел да се врати дома и да направи држава? Само кратко па ги се вратам па на нашиот текст. За Бог да ни покаже дека секое негово ветување ќе се исполни. Дека тоа што се исполни со Израел, што беше невозможно политички и економски како сакате, се исполни, така да и другите сите овие работи кои се однесуваат и на духовното, и на физичкото, ќе се исполнат. Да имаме едно ветување, за да може да фатиме второ ветување, да бидеме сигурни. Во известна смисла, секој од нас е емигрант. Во известна смисла, секој од нас не е таму во неговата собствена земја, кај што треба да биде. И кога Бог вика, ќе не спаси од прогонството,
Јас верувам дека Бог вика дека сака да не спаси од таа дупка, од таа отуѓеност за која спомнав на почетокот. За тоа дека цело време нешто ни фали. Единствениот што може да ни даде се е Бог. Единствениот што може да исполни најдлабоката моја и твоја желба, единствениот кој може да го направи тоа е Бог. И сакам да ве вратам назад. Бог нас не создаде да живееме во дом создаден од Него. Во Битие 2 глава читате, Бог го создаде човекот, го постави во едемската градина, му даде се што му треба и уште повеќе од се што му треба. Вика, Бог беше со нив секој ден. Се сеќавате? Значи има и духовно присуство со Бог, и физичко присуство. Се што им требаше беше тука, се беше совршено. Значи, апсолутно совршено. Ако денес некој сака да има се, Адам и Ева има се. Никој освен нив двајца не беше собственик на целата земја. Повеќе богатство од тоа никој нема на светот денеска, браќи и сестри. Реално, како ништо има. Ама луѓето сакаат да сгрешат. Ама се случи нешто и мора да се избегаат. И од тогаш сите ние сме со таа дупка. Читав еден автор и ќе споделам со вас, даде еден пример што мене ми се погоди, мислам го адаптирав малку, да видиме што сакам да кажам. Не знам колку од вас се пливачи и колку знаат да пливаат. Јас пливам, не сум од оние што пливаат по 500-600 метри одеднаш, по 2 километра што знаат да пливаат, ама кога ќе влезам во вода, јас сум повеќе под вода отколку над вода. Ево Сузи ми е сведок, може да ви каже. Тоа најчесто ја нервира затоа што сум долу сноркелот и стигнуркам. Мој сон се уште, кога тогаш ќе го направам, се надевам барем 20 на метри да слезам со боци. Значи, боци кислород на грб, да слезам до 20 на метри доле длабоко. Не мора да ме јаде ајкула. Не мора да ме јаде ајкула. Не. Тука. Ама само замислете ме дека сум под вода. Со сноркел. Пливам, нуркам. Нели, уживам под вода. И одеднаш, толку сум радосен, што почнувам да пеам под вода. Што ќе се случи? Ќе се наголтам и ќе умрам. Она што ми создава уживање, ќе ме убие. Ајде одиме чекор понатака. Малку да го смениме сега. Замислете ме дека нуркам. Замислете ме дека сум се симнал на 20 метри доле и одеднаш нешто тргне тен наопаку. Готов сум, викам, ќе гинам, по чудо Божие со радост некој ме спасил, ме извадил, ме извадили на плажата, викам, фала ти Господи, се спасив. Стварно ли се спасив? Ќе останам вечно жив? Еден убав ден, пак ќе бидам мртов. Порано или подоцна, пак ќе скапам. Порано или подоцна, пак ќе умрам. И викам, ама јас сум во мојот елемент. Не сум во мојот елемент. Овој свет не е нашиот дом. Човекот беше создаден за да живее вечно. Не да живее 50, 60, 100, 200, 969 години како Метусал. И затоа, и 969 години да се живе, читате во Библијата таму на почетокот во постанок, кога Метусал умира, вика, стар, и една тажна фраза, и сит од животот. Во стилот, аман Господи, више земи ме, доста ми е. 969 години не добив што сакав. Се што ми треба. Претпоставувам, ако ништо друго. Значи, никој од нас не може да живее под вода. Никој од нас не може да живее вечно на земја. Рибата го нема тој проблем. Рибата си живее доле, она си е таму без никаков проблем, без никакви тешкоти. Ама има и една втора страна. Никој од нас па не може да живее ниту сам. Стартот на основањето на земјата, Бог вика, не е добро човекот да биде сам. Сте го читале Робинзон Крусо? Книгата. Многу е убаво. Прво се плаши дали ќе преживее. После од кога ќе си суши смокви, си суши грозија, нели сите тие работи таму ужива, веќе се средил на островот, имате многу голем проблем. Нема со кој да прави муабет. И кога му доаѓа Петко, нели Петко мислам дека се викаше тој таму што е домородецот, него му тргнува на поарно, веќе почнува да му доаѓа душа на место што вика. Имаше пред можеби недела ден еден филм на телевизија, Passengers го вика. За голема група луѓе од земјата се селат со вселенски брод некаде на некоја планета, на која треба 70 години да патува бродот додека не се симна таму. И по грешка еден од инженерите се буди. И се наоѓа во една многу чудна ситуација. Нема да ви го раскажам филмот, ама ако остане буден, 70 години треба да биде буден додека стаса на планета, значи ќе умре. Или 70 години ќе е сам и ќе умре сам, или ќе умре ќе полуди и не може да живее. И тој прави нешто, ама гледате го филмот, ќе видите што се случува тука.
Жално е. Затоа што човекот не е добро да биде сам, тоа е првата работа, и второто, овој свет не е наш дом. Кога нешто ќе стане дом во наводници, барем за кратко време за нас, го местиме како што ни одговара. Ќе влезете во хотел на одмор и си ја редите собота како што ви одговара. Бутни го столчето таму, премести го тука, стави си го овде. Ако дојдете кај нас дома во Скопје, отидете кај нас во Струмица, кај што го имаме, сузи фиоките ги има подредено на исти начин на двете места. Зошто да биде како дома? Ние сме научени, го сакаме тој дел да го направиме тука. И кога Бог нас не создал, не ставил да живееме дома во Едемската градина, место во кое сите наши способности, се што имаме, се што правиме ќе биде дадено до максимум. Он ни дава се и ни вика, ево ти уште малку и од мене, ама тука. И затоа ќе речеме дека Бог не направил да имаме дом, не направил да сакаме дом, да тежнееме за некој наш дом. Ама пак ќе кажам, сето тоа тежнење не ни го дава тука на земјата. Повторно, тој проблем си е овде. И за жал, сите го изгубивме тој човек, тој дом. Првиот дом на човекот, таа Едемската градина. Зошто? Затоа што ние самите, тоа беше помина веќе, самите сгрешивме. Човекот сгреши. Сакам да спомнам една фраза што често ја слушате, онај круг на животот. Ви текнува, многу популарна ја направи и Царот Лав, на Lion King што беше, дури една многу убава песна имаше. Ама знаете ли што зборува ствари кругот на животот? Што всушност он објаснува? Вика вака, ти си се родил случајно. Живееш затоа што си поселен од другите, иначе ќе си умрел. Ќе умреш, ќе станеш ѓубриво, ќе расте трева, теле ќе ја пасе, друг некој ќе го јаде телето во хамбургер и тој ќе живее, а ти ќе си мртов и од тебе ќе нема веќе траг. И така си е кругот на животот, си вртат луѓето. Ако е тоа целиот мој живот, зошто да не заврши час поскоро? Ај објаснете ми кој од вас се спремен да каже јас сум ѓубриво, во ѓубриво ќе се вратам и си одам и тоа е целиот мој живот, бесмислено од почеток до крај. Џабе ми е се што сум правил. Размислете малце на тоа. Размислете мајка со мало дете. Кај нас во зградата моментално има 5 бебиња. Да не се смееме ковид бебиња. Сега, ма реалноста е точно, буквално сите се родија во овој период. 5 бебиња. Замислете ме, мене и Сузи одиме да му честитаме на нашиот комшија Кристијан, другар на мој Давид што беше седи, и да му кажеме, кице, честито, супер, како ти се роди едно парче ѓубри од 3,5 кила, бесмислен живот ќе има, ќе умре за џабе, никаква полза ќе нема од него, џабе ќе си огубиш времето. Честито. Не, тоа е еволуција, браќа и сестри. Се раѓам случајно, живеам по случајен сплет на околности, умирам за некој друг да почне да живее исто така бесмислено како и јас. Па ајде кажете ми зошто тога сите и тие што тоа го веруваат, инсистираат на задужбина, инсистираат да имам дете, да имам внуче, да оставам нешто да ме памтат по него. Зошто? Ако смртта беше крај. Зошто ако се тука на земјата ни беше доволно? Размислете малку на тоа. А ако не ни е доволно, ако останува празнина, како ќе ја пополниме? Тоа е многу еден интересен став кој ќе почнете да размислувате. Секој од нас сака да ја овековечи својата живеачка својот живот на некој начин. На крајот на краиштата сите се трудиме да ги овековечиме и предците, затоа што на гробишта кога ќе ги погребеме, ставаме име и презиме на надгробниот споменик. Зошто? Да се памти, да се знае. Зошто бе да се памти ако е се безсмислено? Зошто? Нема апсолутно причина, ама не е безсмислено. Овој свет повторно не е нашиот дом. Тука. Не е нашиот дом. Не ги исполнува нашите најосновни потреби. Не ги исполнува. Ајде ви дадаме на друг поинаков малку пример. Колку од вас го смениле местото на живење во последните 30 години? 30, 40, да смените нешто. 50. Сетете, вака, замислете се за една минутка. Јас не сум во медитација тие глупости, ај помислете малку за една минута на родното место кај што сте се родили. На куќата во која сте се родили. Размислете за околината во која сте се родили. Размислете 30 години подоцна, 40 години подоцна кога ќе отидете на истото тоа место. Како ви изгледа?
секогаш кога сме во Струмица, извинете, лични примери давам, кога шетаме низ паркот во Струмица, Сузи ќе каже, јас тука пораснав кај баба ми и овој парк ми се чинеше огромен. Огромен. А сега за 3 минути го поминуваме од крај до крај. Ајде, седете се за работите кои во минатото ви биле, вау, кај сум јас, види. Ке се вратите после 20-30 години на истото место и викате, не е исто. Зашто? Поинаква е. Размислете, ке сватите. Еден автор, има една книга, се вика, он зборува за Бог во неја, Тимоти Келер. Он вели вака, ја зема бидејќи многу ми значеше. Вели, дури и домот што се сеќава што ти си го имал, всушност си го немал. Зошто? Оти Библијата вели оти домот кој срцето го бара и на кој се сеќава не постои, туку е колективна меморија на Едемската градина. Кој викаш, да се вратам у селото од кое сум дошол. Не оти ти било арно, не оти ти било убаво, туку таа колективна меморија, сакам едно место да биде мој дом. Тоа е она место во кое моето срце, моето ум става мојот дом. И знаеме, леле како и затоа викаме леле колку било убаво на времето, леле како било на времето, леле како било оно. Тие некои мемории. Овој автор вика, се е тоа остаток од нашата желба да се вратиме во Едемската градина, да се вратиме назад кај Бог кој не создал тука. Некако Бог во секој од нас ставил трак, сакаме да се вратиме, ама не можеме. И ајде да престанеме да се обидуваме да ја замаскираме таа наша потреба со повеќе, посилно, поубаво, помногу богатство, по не знам си што, по не знам си што. Ке се утепаме трудејќи се за световните, за телесните работи и на крајот не добиваме ништо. Домот кој срцето го бара не е од овој свет. Библијата не остава да се разочараме. Мојот омилен автор, 3 пати ќе го цитирам денес кога ги читав книгиве негови последно време повторно. C.S. Луис во христијанство вели вака, во книгата Христијанство, има на македонски, ќе ве охрабрам, земете, читајте, ја многу убава книга. Он вика, ако чувствувам глад, тоа не значи оти ќе се најадам. Ама значи оти постои нешто што се нарекува храна. Разбирате, кога ние чувствуваме дека се ова што го гледаме околу себе не е се што треба да биде, тоа не кажува ти некој ќе ми даде се што сакам, туку значи дека постои нешто што може да ми исполни целта. Мојата желба, мојата жена. За мене, за секој верник, тој некој или нешто е Бог. Инаку, ние се давиме. Ама да продолжам малку. Како да се вратиме дома? Како да се вратиме таму каде што Бог уствари сака да бидеме, во тој Едем, во таа Едемска градина? И стих 11 вика зашто Господ ќе го откупи Јаков и ќе го избави од рацете на оној кој беше посилен од него. Единствен начин да се вратиме во нашиот дом кој го сакаме е Бог да не врати во него. Тој е оној што ќе не откупи. Тој е оној што треба да не откупи. Адам и Ева беа избркани од Едемската градина затоа што сгрешија. Не го послушаа Бог, Бог ги истера од градината. И тогаш мораше да дојде некој да ги врати назад. Тој некој што требаше да ги врати назад, требаше да биде посилен од сатаната кој ги принуди да сгрешат. Односно што им даде можност да сгрешат, тај така да каже. И вика Господ ќе го откупи Јаков, ќе го избави од рацете на оној што беше посилен од него. Да не ни е нас Бог, сатаната сигурно ќе не е посилен од нас. Од каде знаеме? Затоа што секој грешник му е роб на сатаната. А може да му бидеш роб само на некој кој е посилен од тебе. Тоа е логиката. Ама Господ вика, јас ќе ги откупам од нив. Греф може да дефинирате на неколку начини. Едниот начин е дека греф е непослушност кон Бог и Божите заповеди. Вториот начин на кој може да дефинирате греф е да се фокусираш на себе си, а не на Бог во својот живот, во секојдневието. Има и трет начин. Може би, или сакам да зборувам за тоа некој пати. Августин вели дека гревот е погрешно дадена љубов. Кога добрите нешта ги правиш дека се најдобрите и совршените. Кога нешто што не е Бог го правиш да ти биде Бог. Тоа вика тој грев. Ама тоа нема да го зборуваме сега, само да го фрлиме вака. Гревот по природа не брка, не отугива, не раздвојува. Тоа го прави гревот. Размислете малку. Ако излажеш пријател, што ќе се случи? Ќе го изгубиш. Зошто ќе го изгубиш? Оди се оддалечуваш од него. Не му се јавуваш, не зборуваш, не правиш муабет, си одиш подалеку. Најлесен начин да изгубиш пријател е да му позаимиш пари.
Така вели нашиот народ. Позајми му пари на некој, веќе нема да го видиш. За жал. Или ќе го излажеш некој, или ќе направиш нешто, или ќе му земеш некому нешто, или ќе го понижиш некој. Било што да биде. Секој греш што ќе го направиме не одвојува. Ако во двајца, меѓусебни односи меѓу двајца луѓе во брак, се почне да се појавува лага и невистина, може би бракот нема да го растури, ама ќе му го стимне нивото и квалитетот сигурно многу добро. Тоа е реалноста. Гревот по автоматизам не брка. Казната за гревот во цела Библија е да бидеш избркан, да бидеш оддалечен, да бидеш тргнат, да бидеш надвор во робство. Да ви дадам само еден краток пример. Ви текнува на Захеј во Библијата. Захеј е многу интересен пример за тоа како гревот го отугива човекот од луѓето. Доаѓа Захеј, голем богат човек, се појавува, Исус поминува низ Ерихон, Захеј сака да се истурка, да влезе да го видат, сите луѓе го игнорираат како да не постои, се затварат и не го пуштат да мрдне. Гревот го одвојува човекот од човек, исто како што го одвојува човекот од Бог. И Захеј мораше да бега, да се качува под дрва таму, затоа што луѓето рекоа ти не ни требаш, подалеку од мене. И го тргна, го бутка на страна. Овде. Го избрка на дрво, го избрка од себе си. Еднаш во Скопје бев во друга црква, не во нашата, за Господна спомен вечера и слушав една прекрасна проповед за она што во Стариот Завет се случуваше на денот на откупувањето. Кога две кози, два јарци зимаше свештеникот, на двата ги положуваа рацете. Едниот го убива, а другиот го пуштаа во пустината да избега. Тој што го пуштаа во пустината имаше две ствари. Прво беше слободен, дека не умре заради тој грев, ама вториот беше дека не е во стадото и не припаѓа таму, бидејќи гревот е се уште врз него. Имаше две слики што даваше таа слика. Ама овде ни зборува дека единствен начин ние да се вратиме дома е преку плачењето на она што го нарекува тука на Рахела. Ако го забележавате стихот. Глас се слуша во Рама, пискот и горко плачење, Рахела плаче за децата своји, не сака да се утеши женив, зашто ги нема. Во Библијата на 3 места се спомнува плачот на Рахела. Првото место во кое се спомнува плачењето на Рахела беше кога Јаков се враќа од прогонство, како бегалец од брат му кога бега, се сеќавате, се враќа назад, застанува во Рама, Рахела е бремена и Рахела се пораѓа. И Рахела се пораѓа и она умира на пороѓање. Ке ви текне, тоа се случува. И она всушност Рахела му дава име на своето дете што се раѓа, му го дава името Бенони, што е син на мојата мака. И она умира. Јаков му го менува името во Бенјамин на детето. А не верувате, прочитајте. Бенјамин, син на мојата десна рака. Така го нарече Јаков. Така беше таму, што беше спомнато. Роди и умре. Втор пат кога Рахела плаче е во Еремија 31 глава, тука кај што читаме, кога евреите се робови во Рама. Рама, најблиското нешто да ви го објаснам, беше процесниот центар во Вино-Југ, во Гевгелија 2015-16 година па и до ден денеска. Каде што сите бегалци доаѓаа и оттаму ги дистрибуира и ги транспортира. Кој во автобус, кој во воз, кој во кола, кој во се. Рама беше место кај што вавилонците ги собира евреите на купче и од тука ги распрснува кој на каде ќе оди во робство во Вавилон. Еден процесен центар, ако сакате, за бегалци. Замислете го плачењето на мајките, на оние што ги изгубиле децата во војната, на оние што се одвоени од своите деца и распрснати кој на каде, и никој не знае кој каде оди. Второто место за кое зборува дека Рахела плаче за своите деца е точно тука. Го спомнува тоа. Една длабока духовна желба, да имаш блискост, да имаш љубов, да имаш заедништво со тие што ти се најдраги, и тоа ти е уништено. Очеј во известна смисла за тоа што не можеш да го добиеш тоа што имаш желба и потреба. Третиот пат кој читаме за солзите на Рахела е во Матеј 2 глава. Во Новиот Завет, каде што Ирод ги убива новороденчињата. Ви текнува? Таму што се случува и таму повторно Матеј точно тоа буквално го цитира. Тогаш се исполни кажаното преку Еремија кој вели: глас се слуша во Рама, плач и ридање и пискот голем, Рахила ги оплакува своите чеда и не ќе да се утеши, зашто ги нема. И според Матеј, ова беше исполнувањето на тоа пророштво. Ирод ги убива децата за да губие царот што се роди, ама Исус беше веќе во Египет. И не успеа. Ама Исус беше прогонетиот. Исус беше далеко. Исус беше емигрантот, тргнат.
Едно чудо проповеди имаше 2015-16 година, зошто да им се помага на емигрантите, бидејќи Исус морал да бега од родното место и да се врати назад. И така натака, тоа не влегуваме. Ама уште по-чудно, уште по-шокантно е тука, дека Исус самиот вика, јас немам главата кај да приклонам. Како викаш, лисиците имаат дувла, птиците имаат гнезда, јас немам главата кај да се ставам својата. Уште повеќе родителите на Исус сметаат дека забегал. Сеќават еднаш дојдат да го приберат, вика. Ај доста, вика, забега, да те прибереме назад. Исти проблем. Непријатели имаше насекаде, немаше ни свој дом. На крајот Исус оди во Ерусалим и се случува една многу интересна работа. Оде поврзано баш со Рахела, сакам да кажам. Оди во Ерусалим и Лука пишува и плаче над него. И Матеј пак запишува, вика, камо да сакаше да дојдеш под моите крила. Сакав да те соберам како квачка што ги собира своите пилиња. Би текнал на тој израз таму, тоа пред Великден обично го зборува. Знаете ли дека тоа е единствен пат во Библијата, барем според мене, каде што Господ Исус Христос се поистоветува со мајка. Со мајка се поистоветува тука. Сака, вика, како квачка, не како петел, како квачка, како мајка, да ве соберам сите тука, да бидете заедно со мене. И јас мислам дека тука намерно, барем така викаат и други, што ги читав коментарите, Исус намерно тука се поврзува со мајка, знаете зошто? Затоа што како Рахела и тој умре, за да може да даде живот на тие по него. Исус умре на крстот на Голгота за да даде живот на мене и на тебе. За еднината. Затоа се идентификува тука со мајката. Рахела, која плаче за своите чеда. Тука што е спомнато овде. И затоа таткото го отфрли, остави врз него гревот, за да може да се вратиме заедно со него, да не бидеме вечно прогонети, да се вратиме во нашиот вистински дом. Во Јован 14 глава 1 до 3 вика, да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте. Го знаете овој стих. Во домот на мојот татко има многу места за живење, а да немаше цар, ќе ви кажав одам да приготвам место. Кога ќе одам, ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам, ќе ве земам вас кај себе за да бидете и вие каде што сум јас. Со други зборови вика, јас морам да го дадам животот. Мора да помине плачењето на Рахела, мора да помине таа мака и тешкотија, за да може вие да се вратите на местото кај што треба да бидете за вечност. Со мене вечно пак во тој Едем, ако смеам така да кажам, во Едемската градина. Не знам колкав дворец да имам. Ке пропадне. Не знам колку богатства сум натрупал. Ке пропадне. Ово сум го кажал 100 пати. Се сеќавате на кога умрел еден, како се викаше човекот, го знаев по име. Беше кога умира. Го прашале неговиот батлер, вика колку остави човеков зад себе. А вика се. Се остави, ништо не зема со себе на другиот свет. Овој свет не е нашиот дом. И во моментот кога ќе застане, домот за кој зборува Исус е нашиот вистински дом. Се друго е замена која нема да трае. Исус ја отвори вратата, ја плати цената и додиме кај домот, кај таткото. Има една многу интересна серија на книги од C.S. Луис, може да се ја читале, овие летописите на Нарнија. Chronicles of Narnia се вика. Почнува со лавот, вештерката и шкафот, а завршува со книгата Последната битка. Во Последната битка се случува нешто многу интересно. Децата, кои се уствари главните протагонисти во книгата, се наоѓаат во една сообраќајка. Всушност железничка несреќа и гинат. И се враќаат во Нарнија, демек во земјата. Тоа е една многу убава алегорија направено. И поентата е као, се заврши, сега што правиме? И интересно е како авторот C.S. Луис, јас пак ја речам, човек кој стварно зборува за Бога, малку на поинаков начин вика, сиот нивен живот, тоа за овие што сега гинат во овој свет, и сите нивни авантури беа само насловната страна и предговорот. Сега, најпосле, после смртта, ја започнуваат прва глава на големата приказна која никој на земјата не ја прочитал, која трае за секогаш, во која секоја глава е подобра од претходната. Со други зборови, цел овој живот што го живееме, не знам колку години да го живеете, ќе биде корицата и предговорот на остатокот од вашиот живот на небото, каде што треба секој од нас да биде заради Бог. Што ни го дава Господ. Тоа е целата поента, тоа е целата идеја. И затоа во Еремија вика, еве настапуваат дни. Вели Господи, ќе склучам со домот Израелов и со домот на Јуда нов завет. Тука вика. Нов поблизок однос отколку порано. Зошто? Затоа што денеска веќе не викаме ти мора да го исполниш законот. Ние викаме јас го вршам законот од и сакам од љубов кон оној што се даде за мене. Законот не е укинат,
Ама јас никако не можев да го исполнам во целост. Сега не морам да се секирам дали ќе го исполнам, ама од желба сакам да го исполнам. И тука има голема работа, дали го сакам некој го сакам или го сакам и морам да го сакам. Ке се две сосема спротивни работи за кои сакаме да бидеме јасни. И вика, не таков завет како со предците ним. И кажува што и како ќе се случува, дека срцето ќе го смени. Нема да го читам текст, ама вика, срцето ќе ви го сменам. И како да се случи тоа? Има два начина да се подсетиме на тој дом. Едниот е со молитва, а вториот е со работа. Бидејќи ако не земеме нешто практично од ова, ќе се отидеме, ќе си имаме дом на небото, супер ќе биде. Сакам две работи тука да спомнам. Има еден стих во Псалм 17:5, вика, јас лицето твое во правда ќе го гледам и кога ќе се разбудам, од ликот твој ќе се изнаситам. И ако го читате коментарот, овде е идејата на псалмистот е во моментот кога ќе ги отварам очите после смртта. Хоп, сум прешол од другата страна, вика, од ликот твој ќе се наситам. Ти ќе си ми доволен. Таму каде што си ти, ќе имам се што мене ми треба. Не мајка, не татко, не роднини, не пријатели, не маж, не жена, не се. Она што ќе ми исполни се, е кога ќе бидам кај Господи, кога ќе те видам тебе. Многу, многу важна работа. Се што ми треба е таму. Бог не вика дека јас сум создаден за да бидам ѓубриво за некој друг да живее после мене. Дека јас сум нешто што треба да се уништи за да има живот за некој друг. Јас сум уникатна личност, создаден по подобие, по лик Божи, создаден да живеам вечно со Господа на небото. Се друго што човекот сака и ќе добие, вклучително и пеколот кој самиот си го бира, е заради него, не заради тоа што Господ сакал да го направи. Тој вечен дом е наш. Мене ми е жал, ние ја немаме таа песна, има една српска песна, Никола сигурно ја слушал таму во Хуб. Јас знам да овој свет не е мој дом, има една интересна песничка, ама ја немаме. Инаку, што да правиме всушност? Ако цело време нашата молитва е Боже, дај, ќе немаме стабилност. Секи ни фали уште малку за да може да застанеме. Секи ни фали нешто за да може да кажеме, сега ми е полно срцето. Како оне во Библијата, душа, имаш богатство за многу денови, јади пие, весели се. И одеднаш немаше живот за да јаде пие да се весели. Знаете ли дека Рокфелер умрел јадејќи кекс и чај? Рокфелер, да. Зошто? Затоа што имал некаква болест беше таму, не ја памтам која беше, не можел едноставно да се храни како сака. Со сето богатство. Кога тоа го сватил, почнал голем дел од богатство да троши на вакцинација на луѓе во Африка. Кога сватил дека сето богатство нема да му исполни празнината во животот. И цела вакцинација не верувам дека ќе му исполнила ако го немал Господ. Ако не се мачам да го приграбам и трупам тоа што го сакам, ќе може да си собирам богатство за небото. Кога ќе се молам, ќе викам Господи, она што Никола го спомна да ме потсетам. Зборувај Господи, сакам да те слушам, кажи ми што сакам да правам. Што треба да направам? Вратите се на таа проповед што имаше Никола пред некое време. Што сакаш Господи да направам? Опасна молитва, ама ќе ја молиме. И тогаш нема да се молам, дај. Цела молитва нема да дај ми Боже, ти укиве, Боже. Ќе се молам и за другиот. И тогаш дај да го направам. Ако се молам за другиот, тогаш да го љубам ближниот како самиот себе. Тоа е на работењето, правењето да се направи. Ќе се молам, па ќе действувам. Уште 2 минути и завршувам. Во 2015 всушност, кога почна оваа мигрантска криза, се најдов во Белград. Не знам колку од вас ја знаат старата железничка станица во Белград, што беше и автобуската станица. Нели, они се една до друга, а од другата страна имаше парк. И од тој парк, ако тргнете пешки, ако тргнете може на Калемегдан да излезете горе. Многу убаво за шетање. Нели, ја гледате Дунав, кога гледате од лева страна, супер изгледа. Ама, кога таму поминаа стотици илјади емигранти, стана едно засмрдено, грозно, одвратно место. Зошто? Затоа што секој парк е направен човек да ужива во него, не да живее во него. Секој парк си има своја цел. Во паркот одиш да одмориш, да поседиш на клупа, да дишеш воздух, да си одиш. Замисли да треба да живееш во тој парк. Немаш ВЦ, немаш купатело, немаш кај да готвиш, немаш кај да се измиеш, немаш кај да одиш во тоалет, немаш ништо. И паркот одеднаш станува многу непријателско место. Викаш, ова е многу лошо место за живење. Абе како лошо ме видиш убаво да си у парк? Не. Зависи што правиш. Овој свет не е сам по себе лош. Овој свет сам по себе се исполнува улогата бидејќи Господ го создал за мене и за тебе, ама не може да ја издржи целата тежина на она што нашата душа го сака. Бараме повеќе од колку што светот
нас ни дава. Инаку ќе се најдеме, пак ќе го цитирам C.S. Луис за последен пат, ќе се најдеме во она ситуација кај што тој вика во Нарнија, цело време е зима, а никако да дојде Божики. Знаете што значи тоа? Цело време се надаваш на нешто поарно и никако да дојде, никако да не го добиам тоа што го сакам. Без Бога целиот живот не е таков. И затоа ќе завршам со овој стих. Нема повеќе, вика, да се учат еден друг. Брат и да зборуваат, познајте го Господа. Оти сите тие од мал до голем сами ќе ми знаат, вели Господ, бидејќи ќе им ги простам беззаконијата гнивни и за гревовите нивни веќе нема да се сеќавам. Тоа е начинот кога Господ заборава за нас се и не носи кај него и ние доаѓаме во домот на нашиот татко. Тоа е единствен начин да се исполниме и да знаеме дека сме стигнале дома.